Постела од рози е една антологиска песна од Куку Леле и беше инспирирана од таа песна. Денес ќе направиме пилешко месо во постела од ориз. Ќе искористиме две финти. Едната е ориз во кесенце, многу е поедноставно, нема да ви се рашлакува по тенџерето. И плюс овие што се со долго зрно, малце поубаво се варат, подцврсти остануваат. Втората финта е една коцка, ќе земеме, ако сакате говедска супа, ако сакате зеленчукова супа, меѓутоа наместо да го зачинуваме оризот, ја ставаме коцката заедно да се вари во водата. Имаме вода што се грее веќе, поставаме таму оризот. Не треба да го превариме оризот, не повеќе од 10 минути да си врие. Ќе го провериме и ќе го мешнеме ова малце подоцна. Сега, додека оризот се вари, шубаво парче, земаме еден пилешки стек и го сечкаме на лентички. Денес све ќе биде на лентички. Вака исеченото стекче, сега малце ќе го препржиме. Ставаме малку маслиново масло. Сега тука има еден трик. До крајот на пражењето нема да ставиме ниту еден зачин. При крајот ќе ставиме малку балсамико, малку соја сос и малку чили сос. Така ќе го ставиме на страна, ќе го тргнеме да отстои малце, додека го подготвуваме зеленчукот. Откако стекчето малце ќе зарумени, а и оризот е тука негде при крај, можеме да ги исклучиме и да ги тргнеме на страна. Ама нели се договоривме, пред додаваме малце сосеви. Малку соја сос. Малку балсамико. И малку чили сос. Ќе промешаме и ќе оставиме малку да испари на топлата рингла. Сега ни останува уште зеленчукот да го подготвиме. Што ни треба? Ќе земеме една црвена, една зелена пиперка, малце кромит. Имаме тука зелена боранија, ама таа на крај ќе ја додадеме, која ќе почне да се пари, и една главица зелка. Па да почнеме. Добра идеја да ставиме морков, ќе искористиме финтата со лупачето. Тенки лентички искачаат многу лесно со ова. Сега ова ќе го препржиме со маслиново масло неколку минути. Додека таа се препржува, ќе исечеме зелката и на крај ќе ги додадеме со боранијата, само да обари да не се испржи. Сиграме сега со малце зелка. Иницијално може ќе ви изгледа дека е многу зелка, кога ќе го ставиме во тавчето потоа, меѓутоа не се секирете, таа многу лесно ќе омекне од парејата и ќе се намали на волумен. На крај ни останува и зелена боранија, ќе ставиме малку, ова е замрзната зелена боранија, од топлото, кога ќе го поклопиме со капак, многу брзо ќе се свари. Сега ја ставаме зелката, боранијата и малку посолуваме. Додека чекаме зеленчукот да се пропржи, можеме да го сервираме оризот.
Нели кажавме на почетокот, правиме постела од ориз. Земаме еден сат, со вилушка внимателно ја земаме кесата. Обично овие кесички ги прават со рачка, за да не можете да утнете. Ќе го исцедиме малце, бидејќи оризот нели собира многу вода. Сега со вилушката ќе направиме како едно убаво постелче. Сега, имаме постела од ориз, пропрчен зеленчук и пилешко со сосеви. Што правиме? Ајде малце да декорираме, нели? Земаме од зеленчукот и во средина на постелата си ставаме така убаво да фатиме од све, сите бои да ги содржи, и морковче, и пиперче, и кромитче, и друго диминутивче. И нели, јаготката на шлагот, земаме цело пилешко и одозгора го потуруваме со сосот врз зеленчукот. И тоа ќе се дојде во оризот, ќе се упие и ги ставаме и навцињата. И ете не, пилешко и зеленчук на постела од ориз. Уживајте!